Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Срцевите аритмии се сериозен здравствен проблем. Денеска ќе зборуваме за методите со кои што се третираат срцевите аритмии. Една од нив е електрофизиологија со аблација. А кои се ефектите од овие процедури, ќе ни каже мојот денешен гостин, доцент доктор Јане Талевски, кардиолог и електрофизиолог од клиниката за кардиологија. Доктор Талевски, добре дојдовте во Добриот доктор. Добар ден, фала на поканата најпрво. Значи, ова баш ми е драго и чест ми е што можам да малце позборуваме околу срцевите аритмии. Представуваат голем проблем не само кај нас и во светот. Генерално, она што е многу битно срцевите аритмии за голем дел од нив што го нарушуваат сериозно квалитетот на живот на нашите пациенти, секојдневниот квалитет на живот, и тоа значи дека они барат, пациентите ни барат помош што побрзо за решавање на истите. Так, како што споменав и во најавата, во текот на емисијата секако ќе збориме и за компликациите и за симптомите на срцеви аритмии, меѓутоа она со што може да се пофалите на клиниката за кардиологија, тоа се процедурите кои што ги правите, електрофизиологија со аблација, за една година повеќе од 200 пациенти се третирани. Кои се бенефитите од овие процедури? Електрофизиолошките процедури се работат од поодамна, она што е клучно за истите и што технологијата во тек на изминативе 15-20 години возможно не кај нас, туку и сегде во светот, е да се работат и многу комплексни процедури, кои што сериозно влијаат врз не само квалитетот, туку и врз преживувањето на нашите пациенти. Бенефитите се огромни. Што значи тоа? Како што првенствено кажав, го подобруваат квалитетот, ги намалуваат секојдневните грижи поврзани со истите, она што е многу битно, го намалуваат компликациите кои што се поврзани со самите аритмии. Што значи тоа? Тоа значи дека би ги превенирале појавата на одредени други болести кои што можат да дојдат од тие аритмии. Иначе, електрофизиолошката студија и аблацијата, особено на комплексните процедури, од почетокот на прошлата година, благодарение на нашиот тим, успеавме да направиме до сега речиси 350 аблации, што е нешто што до сега не било возможно кај нас во нашата држава и нашата институција. Так. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Направени сте, споменавте повеќе од 300 вакви процедури. Дали контактирате, комунициравте со пациентите како што веќе се направени тие процедури, посебно оние посложените, и кои се разликите пред и потоа? Да, ова за прв пат оваа година пробавме да направиме еден прашалници за пациентите кои што каде се правени аблации на атријална фибрилација. Тоа е најчестата аритмија кај нас и во светот. Прашалници се состојат од два дела. Првиот дел е квалитет на живот пред и после процедура, особено делот после процедура ни е битен. И вториот дел прашалникот е задоволство на пациентот од нашата институција и од нашиот тим кој што е директно инволвиран во целиот тој перипроцедурален третман на пациентот. Она што забележавме, тоа се телефонски разговори со кои што е со секој пациент индивидуално, со голема помош на нашите млади специјализанти кои што работат во одделот за аритмии. Забележавме дека имаме позитивен, исклучително позитивен одзив на пациентите кон не само кон квалитетот на живот, него на што нас ни беше многу битно кон тимот аритмии, и секако при тоа прифаќавме секакви забелешки со цел да го подобриме нашиот квалитет на целиот тим кон негата на пациентите перипроцедурално. Што значи, доктор Талевски, подобрување на квалитетот на живот? Пациентите што имаат секојдневно аритмии, тоа го разбираат многу добро. Во кој поглед? Во поглед на аритмите најчесто може да бидат од едноставно срцебиење и палпитации до интензивен замор, малаксаност, неможност за извршување на секојдневни активности, едноставно парализирање или фиксирање на пациентот. Тоа значи тие пациенти бенефитот го гледаат веднаш. Оние пациенти кои што имаат поретко епизоди на аритмија или се асимптоматски, сметаат дека се асимптоматски, тоа се најризичната група, особено за атријална фибрилација, затоа што првите симптоми се мозочен удар и се враќаат од неврологија кај нас. Да, сериозни компликации. Тие пациенти доаѓаат во овие прашалници со едноставна реченица, ова е цитирам од пациентите: ми го извадовте срцето во позитивна смисла. Не осеќам дека срцето ми работи, толку ми е добро. Тоа значи дека тие не знаеле дека може да биде подобро од она што до тогаш живееле. Така да бенефитите се огромни во поглед на она што го гледаат пациентите и она што не го гледаат, што е побитно, а тоа е превенција на други болести од таа аритмија. Так. Пред да продолжиме, доктор Талевски, веќе имаме гледачи на линија. Повелете, во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме.
Јас мислам свежа со срцеви болести. Добро? Во петокот ме фати срцето на поле, на работа. Добро. Само намалете го звукот на телевизорот и поставете го прашањето. Силно ми чукаше срцето, ме занесе у болница со големи напор на докторите, го смирија. Сега моментално сум пуштена дома. Ми дадоа лекарства, ако може да ви ги прочитам. Дали може да ви ги прочитам лекарства? Ајде, повелете. Ајде. Ох, мајче. Сега само секунда. А што ви кажа, зошто ви се случило тоа? Цел ден работев на лозијата. И поручекта ме кутна. Дали може да прашам колку години имате? 69 за еден месец, два. Ако можам нешто да искоментирам, додека пациентката ни каже лековите. Так. Значи, генерално, аритмиите се многу често, особено во летниот период, поврзани со напор, не само физички напор, него и несоодветно хидрирање нашите пациенти. Многу често се дешава, особено од повозрастната популација, поред несоодветно хидрирање и внесна... Да спомена цел ден дека работела, може би... Да добијаме ситуации на одредена аритмија или одредени паузи или нарушување воопште во срцевиот ритам. Доколку многу битно е да пациентката ни каже дали овие срцебиења се повторуваат или се јавиле еднаш само кога имала некаква прекумерна физичка работа. Ако се повторува... Дали го слушате докторот? Да, го слушам докторот. Ова ми се случува од 10 април минатата година. Така. Значи, во неколку наврати ви се јавило. Да, во неделата малку, во петокот поручек ме кутна. И уште едно прашање, дали ви се јавува нагло или постепено ви се јавува? Наеднаш, докторе, како да ми се стегнат и сите коски на стагата. Ви благодарам. И велицата ми се здравува. Так. Значи, најголем дел од овие срцебиења се јавуваат, дел од нив се јавуваат нагло и нагло завршуваат. Нагло не по неколку минути, може да траат и со сати, но завршуваат после терапија или сами нагло. Дел почнуваат постепено, дел нагло, како и да е. Она што е битно е дека долго се јавуваат повеќе од еднаш до два пати годишно, тогаш треба да пациентката реагира. Што значи тоа? Дека покрај тоа што интервентно реагирале колегите во локалниот центар од каде што е пациентот, треба да дојде кај нас, затоа што само кај нас се прават овие процедури. И тоа е центар за аритми, упат од локалниот центар се дава. Она би дошла кај нас, секој ден имаме ни аритмолошка амбуланта, колегите ја процесуираат, ја внесуваат во наша дата база и она веќе нормално и се објаснува комплетно ако е кандидат за некаква интервенција во ред, ако не и се дава соодветна терапија. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка се уште на линија го слушна нашиот гостин што препорача дека е добро да побара упат, односно да биде упатена на клиниката за кардиологија во аритмолошката амбуланта за да се види со аритмиите. Предпоставам дека терапијата што сакаше да ни ја прочита се оние... Неблагодарно е да телефонски терапија менуваме или процесуираме. Сигурно сум дека колегите од матичниот центар направиле максимум што можат, така да она што ние можеме да направиме е инвазивниот третман, ако е кандидат за такво нешто. Да се види, да. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сеам од Прилеп, од родниот град на докторот. На докторот, така. Поздрав до вас и до докторот. Сакам да прашам нешто. Јас пред 2,5 месеци се оперирав од валвула. Имам механичка валвула. На првата и втората контрола се беше окей. Значи, во Сицилија се оперирав. После еден месец почна да ми се зголемува пулсот. Значи, стотка. И во мирување, и во пешачење, пулсот ми беше 100. Меѓутоа, како дополнување на мојата диагноза, има матријална фибрилација и слабо и проширено срце. Сакам да го прашам докторот.
од време на време ми се јавува и аритмија и неправилна работа, како на пример 3 откуцаи, мала пауза, па 4-5 откуцаи, па мала пауза. Бев на рехабилитација во Охрид, терапијата ми беше бипресо 2,5 на сабајле и 2,5 на вечер. Таму ми ја зголемија на 5 на сабајле и исто на вечер од 2,5. Знаете, оние вежби што ги правиме, например, почнував со пулс од 100-ка, завршував со пулс од 102 после пола сат на статичен велосипед. Сакам да прашам, дали во мојава ситуација може да се постигне нешто со тај вас и сега да не бидам поголем докторот, меѓутоа дали мене ми би помогнало вградување на пейсмейкер. Ви благодарам однапред. Ви благодарам многу за јавувањето. Ви благодарам за прашањето. Значи, генерално срцевата слабост е прогресивна и хронична болест. Она што е промената валвулата, што веројатно била и причина, една од многуте причини, се надевам дека пациентот има и ќе има уште поголем бенефит. Механичката валвула кај пациенти со атриална фибрилација е генерално мала пречка во поглед на интервенцијата, затоа што катетрите може се заглават во механичката валвула и би направиле поголем проблем од тоа што би решиле. Од друга аспект, многу битно е кај пациентот, кога би дошол кај нас, да направиме проценка колкава е таа лева предкомора каде што ние интервенираме. Значи, кога што сватив пациентот има аритмијата и атриалната фибрилација, и она атриална фибрилација е таа која што влие врз срцевата слабост и ја влошува. Ние би направиле проценка дали со медикаменти дополнителни може да се успорува срцето, иако фреквенцијата под 110 според европските препораки се смета за задоволителна односно не ја влошува срцевата слабост. Значи ова стотка што кажа не... Да, со тоа што многу битно е дали на пациентот му смета. Ако му смета, треба се намали таа стотка фреквенција. Доколку не може со лекови, а не се одлучиме ради бенефит помал од ризик за аблација, тогаш постои опција точно на што спомна пациентот како последен избор, затоа што песмейкерот работи асинхроно, последен избор е песмейкер со одредена комбинирана со одредена аблација, но тоа е нешто што пациентот мора да дојде кај нас, да детално му објасниме и заедно да донесеме одлука. Нормално да не биде само ние да... Еве и овој наш гледач, препораката ваша е да се јави на клиниката за кардиологија во амбулантите за аритмологија и за да се види кои се опциите кои што се на располагање. Имаме уште еден гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Да, видете, јас сум жена од 69 години, пред 7 години имав мозочен излив, аритмијата ја имам 7 години, пијам бисепролол, го пијам и останатите лекови за изливот, сега да не кажувам. Сега пред месец дена ми се појавуваат на нозете долу отоци со некои мали модринки, пример, сакам. Имам идено на доплерот ми е во ред, така да ме интересира дали може отоците и модриците да се појават од аритмијата, иначе хипертензијата ми е мене ниска и да напоменам дека многу слабо пијам вода. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Колку може да биде од аритмијата или од компликација од аритмијата? Ова е едно од оние преска што пред малку што ги спомнавме, компликации, несакани последици, најлоши несакани последици од атриалната фибрилација. Затоа и на неја најмногу работиме прошлата година. Значи, едно е што пациентката првата пристап во болници бил мозочен удар, што е за жал. Од атриалната фибрилација. Нормално тоа создава зголемено создавање на тромби во срцето и тие се откачуваат, создава тоа што се десило кај пациентката. Второ е срцевата слабост. Почетни знаци има на пациентка, срцева слабост, тоа мора нормално да се диагностицира, но знаците се тие. Отоците се индиректно до атриалната фибрилација. Атриалната фибрилација го проширува делот од срцето прогресивно и тоа доведува до ова што довело. Модринките се дел поради тоа што се собира вода во тој дел од ногата и не дозволува нормална циркулација. Значи циркулацијата генерално си е во ред. Но она што би препорачал повторно е да пациентката, за ваквите пациенти нас ни треба квалитетно соодветно, ајде да кажам, ехо на срце од матичен центар или кај нас, проценка на димензите на левата предкомора и левата комора и потоа ни треба нормално ЕКГ од пациентката и да поразговараме со неја.
И она што го спомена исто така нашата гледачка е дека многу слабо пие вода. Вие напоменавте хидрирањето колку е важно. Проблеми. Индиректно и пациентите си имаат проблеми со дел од повозрастните генерации, со недоволно пиење течности, особено во летните месеци кога е најбитно. Така да јас би препорачал тоа за сите, би препорачал пациентите со овој тип на аритми прво да се јават во матичните центри, да си направат ЕКГ, да направат ехо доколку е возможно во матичниот центар, доколку не ќе закажеме кај нас, за да можеме да направиме проценка и евентуално на некој начин да им помогнеме. Тие што може да се прави интервенција, се разговараме за интервенција и му даваме информирана согласност да размислат и да прочитаат. Оние што не можат, нормално бараме друг начин на третман. Так. Доктор Талевски, ве ги слушнавме овие наши гледачи кои се проблемите со аритмија, меѓутоа дали сите пациенти кои што имаат аритми се кандидати за електрофизиологија со аблација? Не, за жал не. Значи, ние ги следиме европските препораки за третман на срцевите аритми. Како што кажам, атриалната фибрилација е убедливо најчеста од сите. Значи, тоа е едно од најчестите кардиоваскуларни заболувања. Не е решение, за жал. Многу битно е докаде е прогредирана болеста, односно колку направила штета, да речем, на срцето и срцевиот мускул. За среќа, за дел од останатите срцебиења, не аритми, кои што се вродени аномалии и се исто така доста голем процент, а електрофизиолошка студија аблација е трајно решавање на проблемот и пациентите ги советуваме да си го решат проблемот, да не земат лекови без потреба. Но тоа не е случај со сите аритми нормално. Треба затоа што порано да се фатат во фаза за да можеме да помогнеме. Тоа сакав и да ве прашам пред да ги вклучиме следните гледачи, велите колку прогредирала, како навреме да се јавиме да не прогредира толку болеста? Иницијалните препораки ни беа да третираме симптомите само. Значи симптоматските пациенти, пак ќе се навратам за атриална фибрилација. С другите срцебиења пациентите сами доаѓаат кога му е стварно имаат многу чести епизоди. И најчесто не го оштетуваат срцевиот мускул. Атриалната фибрилација, новите препораки ни викаат што порано се третира со инвазивен третман, толку подобро за пациентот. Так. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и поздрав до докторот. Ви благодариме. Имам едно прашање. На возраст сум 43 години. Од пред 3 години имам аритмии како екстрасистоли. Чувствувам како боксови во градите и како да ми поминува како воздух низ градите. Тоа е многу често. Сум била на доктор, ми даваат да пијам Масидо, Блоксан, Випресо, тие се бета блокатори и ми прават брадикардија. Од куцаите ми паѓа на 40, на 50 кога ги пијам, моментално не сум на терапија. Исто така имам и хипотиреидоза, пијам Еутирокс, ама тоа си е во ред со тироидната жлезда сега. Така да, под контрола ви е. Да, под контрола ми е. Ви благодарам. Значи екстрасистолите, ако се работи за екстрасистоли, како што пациентка да ги опишува, најчесто се како палпитации. Екстрасистолите на возраст од 43 години, претпоставам дека и претходно ги имала, дел од нив се поврзани се јавуваат ке здраво срце, што е релативно добра страна кај дел од тие екстрасистоли. Што тоа значи за пациентот? Значи дека пациентот треба да направи 24-часовен холтер мониторинг во матичен центар или ке нас. Тој холтер мониторинг без терапија нормално никаква би покажал колкав е процентот на тие екстрасистоли во 24 часа. Долго процентот е доволен значи нашите препораките европски кои што следиме ни викаат дека кај екстрасистоли кои потекнуваат од здраво срце, ке дел од нив, процент над 25% треба да се интервенира со електрофизиолошка студија аблација. Она што е предност или благодарност на таа процедура кај овие пациенти е што е едно жариште и се решава проблемот трајно. Так. Тоа значи мој совет да се направи холтер и со холтер резултатот да се јави кај нас во центар за аритми и нормално ЕКГ со тие екстрасистоли, да направиме прва проценка дали може да се прави интервенција и второ, според тој процент, кога е временски најбитно или најцелисходно да се направи таа интервенција. Исто што спомена нашата гледачка, бета-блокаторите дека го намалуваат пулсот. Точно, затоа што, пак ќе повторам, кај структурно здраво срце, дел од овие екстрасистоли се поврзани со зголемена активност на парасимпатикус, се јавуваат во тек на кога пациентот е повеќе во мирување, што значи дека со бета-блокаторите обратен ефект правиме.
Така да не помагаме на екстрасистолите, него одмагаме. Го намалуваме пулсот на пациентот и неговите симптоми се полоши генерално. Да. Така да мој совет е повторно холтер без никаква терапија, за после да направиме ние стратегија како би постапиле со тој пациент. Како би се решило тоа. Да. Еве, јас се надам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден, Добар да ве ден. поздравам и веднаш да ви поставам прашање. Повелете. Прво, ако може состојбата да кажем докторот да ја слушне моја. Повелете. Јас сум 72 години, пред 5 години добив атриална фибрилација пароксизмална. И на почетокот беше поретко, на 4-5 месеци, после почна да се почесто да станува секој месец, во последно време е и повеќе, на 3-4 недели. Терапијата е метопролол, сукцинате 95 со 475, ксарел 120, жардианс и аплерија. При напад на фибрилација, флекаиниде 2 пати по 50. Прашањето ми е дали флекаинидот и метопрололот треба тогаш при напад да се земат, да речеме и порано метопрололот пред времето на зимање, во попладневните часови обично се јавува. Срцева слабост се јави во последно време, мислам, диагностицирана срцева слабост, може би била и предходно, со 327 МП про БНП. И колку е тоа, не знам, докторот може да каже дали е многу, дали е во некоја почетна или каква состојба. Нема проширување на предкомората, има митралната валула пролапс на аорталната инсуфициенција. Исто и на митралната инсуфициенција. Ви благодарам. Така, имате уште дополнително прашање, се извинувам? Дали сум кандидат за аблација во моментов, зашто имам 72 години, ако почекам да прогресира и понатаму почесто да станува атриалната фибрилација, дали може да ќе биде касно со оглед и на другата здравствена состојба и на годините. Така, јас ви благодарам. Да се преземе нешто порано ако е потребно, за да се подобри ситуацијата и да не ослабе срцето и понатаму со проширувања и со не кажав дека имам и повишен крвен притисок, што не е на диастолниот, него на систолниот, 160 доаѓа 170. Другиот, мислам, долниот притисок што викаме ние народски е до 80, не оди погоре. Зимам и терапија за притисок, се регулира некако, некогаш се регулира, некогаш не, зависи од периодот. Да, ве слушнавме, ви благодарам многу за јавувањето. Доктор, еве ова што го слушнавме од нашата гледачка, дали може електрофизиологија со аблација? Прво би кажал дека сите они работи што ги спомнавме на почеток се некако отсликуваат преку пациентите што се јавија денес, значи сите оние несакани последици, најчести аритми, баш се тоа што се презентира. Значи пациентката која што сватив има терапија за срцева слабост, има диагностицирана срцева слабост со зачувана ежекциона фракција најверојатно со оглед на тоа дека има нормални димензија, има покачен НТ-ПроБНП маркер за покачена за срцева слабост. Она што е битно е дека, јас пак ќе повторам, што порано интервенција е подобро. Возрастна граница, препораките европски ни викаат дека нема. Нормално, виталноста на пациентот ни е побитна од возрастната граница. Така да немаме возрастна граница дали е 70 или 75 или 78 години. Нормално правиме целокупната клиничка слика и сите тие вакво испитување и неговата состојба, според тоа одредуваме дали има ризик поголем од бенефит. Она што пациентката го спомна, се надевам дека сите овие параметри како што ги спомна, дека
интервенција, доколку нормално ги разгледаме документите, би имала бенефит. Траен лек за атриалната фибрилација не постои, за жал, затоа што не е позната причината за истата. Аблацијата, идејата на аблацијата е да го успори целиот овој процес на проширување на пациентот. Така да, иначе флекаинидот, за она што спомна Давид да го потребува, ако има срцева слабост, флекаинидот не е лек на избор. Јас пак би советувал ке пациентката да се јави, да дојде во центар за аритми. Имаме аритмолошка амбуланта, па ќе повторам секој ден, така да се јави за да можеме да добро ги разгледаме сите оние документи што ги прибрала пациентката и да со неја поразговараме за интервенцијата што поскоро. Така, еве јас се надевам дека го слушна одговорот нашата гледачка. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Едно прашање за докторот. Повелете. 19-та година на мојот сопруг му имаше градено пейсмейкер. Во меѓувреме фати короната и ние не можевме да дојдеме никако до докторот. Одевме во Цистина за штелување на апарато и ден денеска не можеме да стапиме во контакт со докторот. Докторот му го имплантираше пейсмейкерот. Имаше во меѓувреме и назначен како да стапиме во контакт. Така. Се согласувам со пациентката, се уште ни е проблем, проблем на пациентите, сигурно да сите пациенти навремено стигнат до терциерно здравство. Проблем е со упатите, точно е тоа, и тоа не можеме да го решиме интерно на клиника, не можат ни матичните центри да го решат. Она што е битно е дека пациентите од надвор од со песмейкери, од надвор што доаѓаат од Скопје, не ги враќаме никогаш, без разлика дали имаат, зборуваме со имплантиран веќе песмейкер, кај нас, без разлика дали имаат или немаат упат. Они што се пациенти од Скопје, доколку има прекумерно број на пациенти тој ден, му даваме во моментот да се трудиме да му дадеме датум за дали е тоа за поеден ден или следна недела. Во секој случај пробуваме максимално да не вратиме ни еден пациент. Зборувам повторно за пациентите со имплантиран песмейкер. Така да контакт со пациентите имаме единствено преку амбулантата и тоа ни е најтранспарентен начин за комуницирање со пациенти и преку веб страната која што ни е активна. Така да слободно пациентот со имплантиран песмейкер, упатите за кај нас се вадат од интернист, а не од матичен лекар. Зборувам повторно за пациенти со имплантиран уред. Значи, интернистите знаат, термините се отвараат при крај на месецот, за следниот месец, знаат, доколку не можат да најдат термин, а сум сигурен дека може, но ако не може да најдат термин, конкретно доколку се кај мене, слободно може да дојат секој работен понеделник. Упатот му возможува, доколку сме дежурни или сме слободни од дежурство, да не дојдат, а да докторот конкретен не е на работа. Така да затоа е подобро да имаат упат. Доколку немаат, ги примаме во секој случај. Така. Да се вратиме на срцевите аритми и на процедурите кои што ги правите. Доктор Талевски, колку одредени хронични заболувања може да бидат пречка да се направи електрофизиологија со аблација? Се трудиме што помалце, пак ќе ви кажам, тоа е поврзано со ризик и бенефит од процедурата. Колку имате повеќе коморбидитети, толку е поголем ризикот од процедурата, а помал бенефитот од истата. Односно, тоа се најчести кај нас, во нашата популација, се обезноста. Мислам, не е само во нашата, туку и во цела Западна Европа, и тоа е нешто што работиме сега со пациентите за намалување на кај конкретните пациенти со одредена аритмија, да се намали body mass индексот, ако е возможно, односно пациентот да си посвети на себе максимум внимание, за да можеме и ние да посветиме максимално внимание на неговата аритмија конкретно. Сите тие коморбидитети заедно ги лекуваме со со конкретната аритмија, нели? Најчесто е атриална фибрилација поврзана со коморбидитети, затоа ја спомнав, но работиме во исто време паралелно со двете. И затоа се пациентите најчесто многу задоволни од третманот, затоа што не работиме само на аблација, па го оставаме пациентот па третира ги другите состојби на друго место, него пробуваме да работиме на сите негови коморбидитети. Така. Споменавте дека сте правеле прашалник, дека еве подобрен квалитетот на живот кај сите оние што ја поминале процедурата, меѓутоа колку тој бенефит е доживотен, односно колку често треба да доаѓаат на контроли и дали може повторно да се влоши состојбата и повторно да биде потребна ваква процедура? За ние викаме конвенционалните електрофизиолошки процедури, тоа се оние аритми кои што најчесто се уват кај здраво срце.
или се дел ондив и голем дел вродени. После процедурата пациентите успешноста е негде околу иницијалната успешност, ако сме иницијално задоволни, долгорочната успешност е околу 90-95%, можеби повеќе. Она што е битно е дека правиме една контрола после месец дена и уште една контрола после година дена и завршуваме пациентот без терапија. За другите комплексни аритми, како што е атриалната фибрилација и коморните тахикарди, особено атриалната фибрилација, се трудиме да правиме на првата година повеќе контроли. Тоа е за да ловиме нови пристапи на атриална фибрилација или други аритми кои што може да дојдат со неа. Трајно лекување за неа не постои, како што кажав. Тоа значи дека успешноста е негде околу 80 до 85%, дека првата година нема се јави атриална фибрилација после процедура, која што е иницијално со 100% успешност. Тоа значи дека пациентот може да има после месец дена, два, краток пристап на атриална фибрилација, може и 5 години да нема никаква епизода. Во секој случај, кост-бенефитот е огромен ако е соодветно избран кандидатот. Значи и да нема и 5 месеци аритмија, срцето негово се заштитува од проширување од сите оние компликации. И сега споменавте како се избере кандидатот, еве да објасниме како всушност вие ја правите подготовката за еден пациент да биде подлежен на оваа процедура и оние што се од внатрешноста што не се од Скопје, дали таму лекарите знаат директно да ги упатат до амбулантите за аритмиологија за да може да се направи оваа процедура? Точно проблем е со има голем број на пациенти, проблем е со нормално периферијата. За среќа голем дел сега од генерациите кои што почнуваат веќе да работат во периферните центри се едуцирани кај нас, имале директен дел свој турнус, да речем, на одделот за аритми и поголем дел од нив се едуцирани и знаат како да контактираат со нас. За таа цел направивме и веб страната на која што може директно колегите да поставуваат прашања, да контактираат со нас за проблеми и како да ги праќаат тие пациенти. Она што е битно да се знае дека за сите помлади пациенти со структурно здраво срце, оние срцебиење кои се јават, потребно ни е само ЕКГ во при срцебиење и при нормален ритам. За атриалната фибрилација ни е потребно покрај ЕКГ и нормално ехо ни е потребно, доколку е возможно се направи тоа во матичниот центар. Сето друго, проценката, ја правиме на клиника. Она што се трудиме во тек на наредните и ќе се трудиме години да го направиме, е селекцијата да поголем дел ја направат и колегите од периферија, за да се олесни не нас, него на пациентите да не доаѓаат 3 пати од градовите од периферија, да прават непотребни трошоци самите на себе, него да дојдат стриктно еднаш можеби за консултација или директно за одредени процедури за процедурата. И сега кога ќе ви дојдат пациенти веќе се избрани за оваа процедура, што конкретно значи процедурата? Ако зборуваме за комплексните што се процедури, генерално електрофизиолошката студија значи атриалната фибрилација конкретно, она што сме горди ова година, значи ден претходно доаѓаат пациентите за да се направи, тоа се вика трансесофагиално ехо, тоа е ехо сонда преку уста, за да се утврди дали има тромби во срцето, тоа е многу битно, доколку има, не се прави процедурата, пошто не можеме да би можеле да ги раздвижиме тие тромби. Тоа е реткост, значи околу 5% од пациентите има такво нешто. Денот после тоа, значи денот на процедура, пациентот се припрема од сабајле со терапија и се прави процедурата најчесто со локална анестезија се воведуваат жиците, односно тие сонди во срцето, тоа е процес кој што не е болен, а самата аблација се прави со така наречена аналгоседација, односно пациентот е полузаспан. Значи, доколку ни е потребно го будиме и разговараме со пациентот, но пациентот осеќа минимален степен на болка. Се буди пациентот и се раздвижува после неколку часа после процедурата, за да би можел наредниот ден од сабајле да го пуштиме дома. Тоа ми беше, значи, престојот е? Престојот е до 48 часа за комплексни процедури, за едноставните конвенционални електрофизиолошки процедури, доколку се работат утрото, се трудиме истиот ден попладне да го пуштиме или најкасно другиот ден, значи 24 часа максимум за конвенционалната електрофизиологија. Дали тоа значи, доктор Талевски, дека од кога ќе се направи оваа процедура, која што ве споменавме веќе дека го минува квалитетот на живот, значи дека лековите кои претходно сме ги пиеле повеќе не ни се потребни? Тоа зависи колку има пациентот коморбидитети веќе присутни. Колку помалку се коморбидитети, толку побрзо дел од лековите ги прекинуваме. Конвенционалните ке структурно здраво срце тахикарди се трудиме после тоа да ги прекинуваме комплетно цела терапија. Зборуваме за тахикардијата терапија, не зборувам за другите коморбидитети. За атриалната фибрилација ке пациенти со низок ризик
терапијата постепено во првите 6 месеци се трудиме да прекинеме максимален дел од терапијата. А тоа најмногу што ги оптеретува пациентите е лекот за разредување на крвта, затоа што е приватно најголем дел од препаратите се уште се приватни. Да, и се скапи. И се трудиме да го тој лек и тие што имаат низок ризик според европските препораки го прекинуваме во најскор можен рок. И она што сакав да ве прашам, или не го ставивме на почеток при крај на емисијата, кои се оние почетни симптоми кои што нели укажува дека станува збор за срцева аритмија за да биде диагностицирана на време? За жал, срцевите аритми што се вродени, пациентите може да ги имаат од деца, како пристапи на срцебиење, одат и до над 200 пулси, се многу јасна симптоматологија имаат. Може да се јават првпат на 10 години, може на 70 да се јават. За атриална фибрилација, за жал, тие што имаат рано симптоми се среќни, треба да бидат среќни, затоа што рано може да се открие и да се третира. Они што немаат никакви симптоми, како што пациентката една видовме, доаѓаат како мозочен удар, прва симптоматологија и се проблематични. Проблематични затоа што не можете да ги диагностицирате ако пациентот не дојде кај вас и нема никаква симптоматологија. Така да посебни знаци за одредена аритмија, освен срцебиењето, палпитациите и чувството на замор, не може пациентот како таков да ги открие. Колку се поврзани, имавме една гледачка која што спомена дека има висок крвен притисок, колку се поврзани со хипертензијата? Хипертензијата и сите коморбидитети влијаат врз зачестување на епизоди на аритмија. Така да поврзани се индиректно се поврзани, но влијаат, како што кажа, врз зачестување. И тоа го тера пациентот повторно дојде кај нас. Така. И бидејќи еве се приближуваме кон крајот на емисијата, имаме уште неколку минути, вие на клиниката имате тим за аритми. Тим аритми, да. И сега ве очекува за неколку дена прв симпозиум. Да. Што ќе значи тоа? И за клиниката, меѓутоа еве и за сите нас во земјава да слушнеме или искуства од странски лекари. Баш така. Значи, многу сме горди на нашиот тим. Тимот го основавме почеток на 24-та година со цел да не поврзи обедини сите сегашни и идни аритмолози, специјалисти на клиниката за кардиологија, да возможи едукација, да возможи соработка со центри од периферија. Значи, тоа е еден вид на бренд кој што... Да, кој ќе се отвори на веб страната, пишува тим за аритми. Тим аритми е бренд кој што ни овозможува да повеќе им помогнеме на пациентите. Многу сме горди на нашиот симпозиум, следи наредниот сега крајот на следната недела, од петок до недела имаме прв аритмолошки симпозиум со интернационално учество. Горди сме што имаме земји од источна гости, доктори од источна и од западна европските земји. Се надеваме на голем квалитет и на голем одзив. Она што ни беше клучно, да имаме што повеќе млади лекари, тоа се специјализанти и млади кардиолози да присуствуваат и се потрудивме да обезбедиме да можат тие да дојдат на нашиот симпозиум, така да повеќе од 50% се млади доктори, млади лекари. Зошто? Затоа што тие се едно иднината, второ, ни се можност да научат како да ги третираат и каде да се јават за третман на овие аритми. Споменавте ваши колеги или од странство и од регионот и од Европа. Што нешто ќе може да го научиме од нив, односно колку вие тимот за аритми ги следите светските трендови? Она што е битно е дека од самиот почеток, значи работиме според европските препораки. Јас како председател на работна група за аритми сум представник национален во Европското кардиолошко здружение и Здруженијето за срце и ритам од Европа. На овој симпозиум со големо задоволство можам да кажам дека имаме по втор пат заедничка сесија со Европското здружение срце и ритам и имаме предавачи од таму. Што е тоа, колку тоа значи за нас? Препораките се ако ги следиме, она што значи многу за нас е тоа што значи нашиот центар се става на европската мапа, тоа ни овозможува соработка со тие центри, а тоа е клучно не само за пациентите, него за нашите млади, затоа што најдуваме потенцијални ментори, потенцијални центри за едукација на нашите млади потенцијални кардиолози и аритмолози во иднина и нормално ни овозможува да ние просперираме како центар, а со преку тоа, директно или индиректно, просперираат или добиваат нашите пациенти. Колку поразвиен центар, толку повеќе процедури, толку повеќе се намалуваат тие листи и толку повеќе се помага на пациентите. Така. Не може да кажеме дека специјалноста кардиологија е дефицитарна, имаме доволен број на кардиолози, меѓутоа колку
младите лекари, еве специјализантите сакаат да учат, односно да бидат електрофизиолози? За жал, тоа беше проблем доста голем, затоа е основан тимот Аритми, да ги привлечи меѓу другото и младите, на кој начин, на тој начин што ќе покажеме флексибилност кон младите, имаат поинакви различни секоја генерација навики и она што тимот и сите овие настани, особено овој настан што сега го организираме, затоа ви потенцирав, повеќе од 50% се млади лекари, се трудиме да привлечиме што повеќе млади специјализанти, млади лекари да се вклучат во нашата бранша, да речам, затоа што е ова субспецијалност на кардиологија, која што бара многу посветеност, пожртвуваност и многу учење. Така да се трудиме и сега за прв пат можам да се пофалам дека ова година почнавме да едуцираме млади специјализанти и се надевам дека во тек на наредните неколку години ќе останеме нешто што се вика нешто позади нас, нешто што може тој тим Аритми да се гордее во иднина. Така, тимот не е мал, меѓутоа како што велите може да се... Тимот е се уште според мене мал, но се шири секој дневно се проширува и се надеваме дека тој тим ќе остане во иднина и ќе биде поширок и поширок, нормално со голема помош на Министерството и на фондот, кои што ни возможуваат услови за работа, ќе те тоа зголеми се повеќе и повеќе. Така. Доктор Талевски, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин, што ве зборувавме за срцеви аритми, решение има и најважно е на време да бидат и откриени и дијагностицирани и ви посакувам успешен симпозиум. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледате Сител. Довидување.